Уште точно не се знае кој се ќе биде дел од работните групи за менување на уставот и не ни почнале да разговараат, ама се знае дека после Великден ќе ги има предлозите на хартија. Власта не губи време, ги турка уставните измени, без разлика што ни една опозицијска партија не им учествува во работните групи, а ниту пак ја слушаат волјата на народот. Вице-премиерот за европски прашања Маричиќ најави состанок на групите веднаш по празниците. Ја користиме комплетната временска рамка што ја имаме и поаѓаме од една предпоставка дека сите ќе се постават одговорно и на ниво на задачата и државнички во овој процес. Министерството за правда ги покани и партиите и експертите да номинираат своји представници. Најголем дел го сторија тоа. Веднаш по празниците ќе има составување и формулација на предлозите за уставните измени. По таа формулација очекуваме да има јавна дискусија и потоа да се влезе во собранието. Додека ни една опозицијска партија нема да седне на маса со властите и дел од експертите, кои ќе разговараат за внесување на бугарите во уставот. Ковачевски е дециден. Работните групи ќе си тераат. Тоа е експертска работна група во која што има представници на политичките партии и која што ќе треба да ги изготви амандманите согласно со она што ние го имаме преземено како обврска со заклучоци на собранието и се работи за одлука која се однесува на продолжување на европскиот пат и европските интеграции на државата. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски останува на ставот дека партијата нема да учествува во работните групи. Немам коментар, сум го кажал мојот коментар дека таа тема сум ја затворил и немам што да коментирам повеќе. Претходно, првиот човек на ВМРО ДПМН неколку пати соопшти дека промена на уставот во овој парламентарен состав нема да има и дека формирањето на работни групи е противуставно. Вели дека прво треба да има одлука на собранието со 2/3 за промена на уставот, па да се формира уставна комисија во рамки на собранието, а не работна група која подготвува нацрт промени кои поминуваат со 61 пратеник. Во работните групи ќе учествуваат сите партии од власта, додека пак ВМРО ДПМН, Алтернатива, БЕСА, Демократски сојуз не номинираа свој представник.